ова издание. По супер вторникот во САД се издвоја Џо Бајден и Берни Сандерс. Демократската председателска трка го стеснува кругот кандидати. Представници на групата земји членки на Европската унија, пријатели на проширувањето, денеска во Скопје. Која е пораката? Чекор напред. Автономни роботи за проекти на Марс, но и на месечината. Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Северна Македонија останува делумно слободна земја, но е подобро рангирана од лани во најновиот извештај на Freedom House со 63 поени, 4 повеќе во однос на 2019. Повеќе детали по емисијата на нашата интернет страница, а сега првичните резултати, но и последните реакции по синокешното гласање на супер вторникот во САД. И последната вест, откако милиардерот Мајк Блумберг по разочарувачките синокешни прелиминарни избори се откажа од трката за претседател и го поддржа Џо Бајден. Еве ги најновите детали. Трката за демократска председателска номинација се консолидираше од едновремено преполното поле од над 20 на кандидати во речиси двајца фаворити, кои се издвоија по синокешниот супер вторник, поранешниот попредседател Џо Бајден и сенаторот од Вермонт Берни Сандерс. Бајден победи во 9 сојузни држави, вклучувајќи го и Тексас, каде неговата победа доаѓа како изненадување затоа што националните анкети укажува дека Сандерс води во оваа сојузна држава. Бајден оствари силни победи во јужниот дел на САД, Вирџинија, Северна Каролина, Алабама, Оклахома, Тенеси и Арканзас. Сандерс победи во државата која носи најмногу делегати, Калифорнија, но и во Колорадо, Јута, неговиот Вермонт. Сенаторката Елизабет Ворен, која важеше за една од главните демократски фаворити за партиска номинација, се уште не победила на досегашни примарни избори. Синоќа загуби од Бајден и во нејзиниот Масачусетс. А представници од групата земји членки на Европската унија, пријатели на проширувањето, денеска во Скопје изразија поддршка за Северна Македонија на патот кон ЕУ и НАТО. Деталите од Владимир Мирчевски. Тројца министри и еден заменик министер на 4 земји членки на Европската унија денеска во Скопје испратија заедничка порака дека земјава треба што е можно поскоро веќе во март да добие одлука за старт на пристапни преговори. Шефовите на дипломатиите на Полска, Летонија, Литванија така наречената група пријатели на проширување, 2 дена по објавувањето на извештајот и обновената препорака на комисијата до земјите членки дека Македонија треба да почне преговори, повторија дека ќе притискаат на предстојниот состанок во Брисел. To show the support for the beginning of the accession talks. Овде сме за да ја покажеме поддршката за почеток на преговори со Унијата, за кои се надеваме дека ќе почнат веќе во март. Тогаш ќе се одржи министерскиот состанок и мојата земја ќе турка за позитивна одлука. We hope that the EU will soon decide to... Се надевам дека ЕУ наскоро ќе реши да отвори преговори за членство со Северна Македонија и Албанија. Сметаме дека Унијата им должи новие земји одлука да ги прими. Тоа е долг кон општеството, кон граѓаните. Не сме дојдени само за да ве поддржиме и да покажеме солидарност, туку и да порачаме дека можете да сметате на нас и во иднина, зашто со долги години ве сметаме за дел од евроатлантското семејство. И тоа треба да биде не само де факто, туку и де јуре. Извештајот на комисијата потврди дека Македонија испорача, сега наред е Унијата, изјави Димитров. Една јасна, недвосмислена, опиплива, одржлива одлука за пристапни преговори. Впечатокот е дека Париз можеби попушта во тврдиот став. Франција ќе донесе својата одлука за Северна Македонија и Албанија врз основа на проценката на Европската комисија за спроведените реформи. Беше одговорот на државната секретарка за европски прашања Амели де Моншалан даден пред објавувањето на извештајот, откако доби пратеничко прашање каква е позицијата на Франција за отворање на преговорите на Европската унија со овие две земји. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А откако беше ослободен од Сенатот по неуспешното гласање за импичмент на функцијата, председателот Доналд Трамп ја консолидираше својата моќ и ја насочи кон реизбор на изборите во ноември. Петси Видакусвара во следниот привок известува како. Пред група на силни поддржувачи, Доналд Трамп го однесе зверот, блиндираната председателска лимузина, за круг на патеката Дејтона 500, првпат во американската историја. Трамп е лик кој ужива во големи гестови и храбри потези и ова е карактеристично за целиот негов јавен живот, уште додека беше обичен граѓанин.
Најновите храбри потези на Трамп вклучуваат и притисок врз федералните обвинители да ја намалат затворската казна за неговиот долгогодишен политички советник Роџер Стоун, кој беше најден за виновен за лажење на истражителите, за попречување на Конгресот и за заплашување на сведоци во случајот со руското мешање во претседателските избори во 2016-та. Тој беше третиран многу лошо, предлог за 9 години затвор од четворица, можеби луѓе на Мулер. Не знам кои се тие обвинители. Председатели ретко коментираат случаи кои се во тек за да се избегне впечаток на влијание на правниот процес, но Трамп на тоа не се обзира. Тој исто така имаше удел и во отпуштањето на американскиот амбасадор во Европската унија, Гордон Сонленд, како и на Александар Виндмен, директор за европски работи во Советот за национална безбедност. Двајцата сведочеа против него во судењето за импичмент. Неговото однесување по ослободувањето ги потврдува неголемите стравови на луѓето кои велат дека тој нема темперамент каков што луѓето сакаат да видат кај еден претседател. Луѓето не сакаат претседател кој се однесува одмазнички. Поддржувачите на претседателот ги отфрлаат ваквите критики и велат дека тој ги наградува политички лојалните како што прават сите претседатели. По 3 години на власт, Трамп покажува дека ја цени личната лојалност. Смени многу луѓе од времето на Обама, а врати поранешни раководители и советници. Сака да биде обкружен со луѓе на кои им верува и се обидува да ја намали изложеноста кон луѓе кои не ги познава или кои биле дел од бирократијата, што како што видовме се спротивставува на секој негов чекор откако стана претседател. Трамп верува дека силната економија ќе му помогне да се обезбеди реизбор, дури ако дел од поддржувачите не го одобруваат неговиот стил на работа. Никој не покажува подобро каков е карактерот на претседателот отколку самиот Доналд Трамп. Луѓето го гледаат тоа секој ден. Многумина во анкетите велат дека се согласуваат со него за главните работи, но не им се допаѓа однесувањето. До изборите има околу 8 месеци, а Трамп веќе агресивно е во кампања. На негова сметка веќе има $200 милиони, а секоја недела на агендата му се патувања поврзани со кампањата. Ньюсфлешот го завршуваме со стартапот од Калифорнија Off-World, кој има амбициозни планови кои ги надминуваат границите на планетата Земја. Работат на развој на автономни роботи за проекти на Месечината, но и на Марс. Алексеј Горбачев ја има приказната. Беше потребно долго време, но сега може да се каже дека ерата на вселенскиот туризам ќе биде реалност, барем за најбогатите. Но стартапот Калифорнија гледа и подалеку од тоа. Off-World развива автономни роботи кои ќе бидат способни да вршат минирање на Месечината и на Марс. Off-World ја создава првата колонија во светот со интелигентни машини и роботи. Овие роботи сами размислуваат, оперираат, сами донесуваат одлуки и решаваат проблеми, како минирање, конструкција, инфраструктурни поправки, копање тунели и извршување други комплексни задачи. Основачите на стартапот велат дека нивните роботи ќе можат да извршуваат задачи што порано не биле доверувани на машини. Скорее всего, как только появится транспорт. Штом ќе имаме специализиран транспорт до другите планети, првите патници нема да бидат луѓе, туку роботи. Тие ќе ја подготват и ќе одржуваат инфраструктурата. Научниците и инженерите од Off-World ја базираат својата работа на постојаните технологии што се користат во рударството на земјата. Робот-шахтер. Ова е рударски робот кој се користи за кршење карпи. Кога ќе регистрира карпи пред него, започнува да се движи по пречката со помош на едната рака за да ги олабави карпите кршејќи ги на помали парчиња. Идејата е дека додека НАСА подготвува експедиција, овие роботи прво да стигнат таму и да ги подготват работите. Она што е јасно е дека роботите во Вселената ќе бидат дел од нашата иднина, а Off-World може да биде само компанија што ја прави таа иднина реалност. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми, пријатна вечер. Се гледаме.